Почитувани новинари и представници на медиумите, добар ден. Кога прифатив да бидам министер за финанси, бев свесен за сериозноста на предизвиците со кои што се соочува системот за јавни финанси во Македонија. Македонија беше земја со недоволна буџетска транспарентност, според релевантните меѓународни рангирања на ниво на земји како Зимбабве и Руанда. Долги години парите на граѓаните се трошеа непродуктивно за споменици, фасади, жални врби и луксус на носителите на власта. Јавниот долг беше зголемен тројно од 1,6 милиарди евра во 2008 година на 4,7 милиарди евра во 2016 година, што создаде огромни долгови за враќање во годиниве кои што следат. А згора на тоа, скриени неплатени обврски беа оставени на секаде во системот. Мојата цел од првиот ден беше да се направи ред во јавните трошења. Министерството за финанси да стане најкредибилната институција во Македонија, а реформите во системот на јавните финанси да бидат во насока на најдобрите европски стандарди и практики. Затоа, дозволете ми да соопштам што е сработено од страна на Министерството за финанси. Направивме 10 големи промени во изминатите 100 денови. Првата промена. Направен е ребаланс на буџетот за 2017 година. Во него се скратени непродуктивните трошоци кои се во рацете на носителите на власта, како службени патувања, репрезентации и рекламирања, а на нивно место се ставени мерки за заекнување на социјалната кохезија и државна подршка за домашните предпријатија. Тие мерки се зголемување на минималната плата на 12.000 денари, решение за стечајците, државна подршка за малите и средните предпријатија, укинување на радиодифузната такса и сл. Втора промена. Објавен е граѓански буџет за 2017 година. Во него на разбирлив начин за широката јавност се представени клучните информации од буџетот на Република Македонија. Граѓанскиот буџет е стандардна пракса во европските земји со цел да се зголеми информираноста на јавноста и да се влијае на посилно вклучување на граѓаните во креирањето на владините програми и политики. Третата промена. Силно е подигнато нивото на фискална транспарентност. Министерството за финанси започна да објавува извештаи кои досега не и беа достапни на јавноста. Како, например, квартални извештаи за извршување на буџетите на сите буџетски корисници и општини. Подобрен е полугодишниот извештај за извршување на буџетот и тој сега вклучува и детални податоци по буџетски корисници и фондови. Доставено е до Собранието на Република Македонија законско решение со кое се воведува задолжителна обврска на сите буџетски корисници своите финансиски извештаи задолжително да ги објавуваат на веб страниците. Променета е веб страницата на Министерството за финанси со цел полесно доаѓање и користење на податоците, а навремено и неселективно се одговара на прашањата на новинарите. Увидот на јавноста во тоа како институциите ги трошат парите на граѓаните ги намалува можностите за криминал и корупција на носителите на власта. Четвртата промена. Објавени се неплатените обврски. За прв пат во Македонија, на целосно транспарентен начин, Министерството за финанси ги објави неплатените обврски на сите буџетски корисници, фондови, јавни предпријатија и општини со пресечен датум 31.5.2017 година. Во моментов, Министерството за финанси работи заедно со Светска банка на формулирање на стратегија за чистење на овие обврски и избор на механизми кои ќе спречат нивно таложење повторно во иднината. Пета промена. Направена е анализа за распределба на доходот. За прв пат во историјата на Македонија, Министерството за финанси објави анализа за тоа како изгледа распоредот на граѓаните според доходот врз основа на податоци на Управата за јавни приходи. Ова анализа има за цел да ја намали нееднаквоста во доходот, односно да го намали јазот помеѓу граѓаните во однос на доходот,
преку точно информирање на јавноста и обезбедување на податоци за креирање на економски и социјални политики. Шеста промена. Добро се управува со наследениот јавен долг. Министерството за финансии го намали бројот на аукции на државни хартии од вредност од 3 или 4 месечно на само 2 месечно. Се обезбедува финансирање на домашниот пазар по многу пониски каматни стапки од тие на кредитите што беа вратени во првите 100 дена. Така, каматните стапки на задолжувањето на домашниот пазар се движат помеѓу 1,5 и 3,8%, додека беа вратени кредити со просечна каматна стапка од 6%. При тоа се настојува да се издаваат инструменти со подолга рочност со цел постабилно и попредвидливо финансирање. Седма промена – неселективност и забрзување на повратот на ДДВ. За разлика од порано, не постои фирма чиј што поврат на ДДВ е фаворизиран во трезорот. Напротив, за сите фирми е забрзан повратот на ДДВ. Така, во периодот јуни-август 2017 година реализиран е поврат на ДДВ во износ од 6,1 милиарда денари, а за споредба во истиот период минатата година реализираниот поврат на ДДВ за фирмите изнесува 4,2 милиарди денари. Со ова е обезбедена поголема ликвидност кај фирмите, односно се создаваат услови тие побрзо да ги остваруваат тековните активности и инвестиции. Осма промена – изработка на решението за зголемување на минималната плата. Заедно со Министерството за труд и социјална политика учествувавме во изработка на решението за зголемување на минималната плата на 12.000 денари и обезбедување на буџетска поддршка за таа цел. Исто така, во Министерството за финансии беа направени јавни дебати со синдикатите и со стопанските комори и организацијата на работодавачи. Девета промена – финализирање на стратегијата за управување со јавните финансии во периодот 2018-2021 година. До сега не постоела политичка волја ваква стратегија да се донесе, иако таа представува услов за пристапување на Македонија кон ЕУ. Стратегијата содржи акционен план за реформи на сите важни елементи на системот за јавни финансии во Македонија. Например, во неа се предвидува подобрување на среднорочното буџетско планирање, фискални правила, воведување на интегриран информацијски систем во јавните финансии, подобрување на услугите на управата за јавни приходи, измени во системот за јавните набавки и зајакнување на системот за внатрешна и надворешна финансиска контрола. Документот е подготвен со поддршка на делегацијата на Европска Унија, експертска помош од Сигма, а во неговото изготвување и важни сугестии добивавме и од граѓанските организации и експертската јавност. Десетата промена – зајакнување на соработката со релевантните меѓународни институции. Министерството за финансии е во постојана комуникација со делегацијата на Европската Унија, Светската банка и ММФ. Затоа јас би сакал да изразам голема благодарност до овие институции за постојаната поддршка која што во различни облици ја добивавме во изминатите 100 денови. Исто така вреди да се истакне дека Министерството за финансии склучи договор со Холандското Министерство за финансии, кој вклучува и пренесување на знаење и вештини. На крајот сакам да се заблагодарам до сите вработени во Министерството за финансии. Без нивната енергија и посветеност во работата, ниту една од овие 10 промени немаше да биде можна. Исто така сакам да се заблагодарам на граѓаните кои секојдневно ни упатуваат поддршка за реформите. Ние нема да застанеме тука. Македонија заслужува систем на јавни финансии според европските стандарди и пракси.